Го кликнеме на копчето Gradebook. Ова алатка ни е всушност вашата тетрадка за сите вкупно завршени задачи, поени, резултати од тестови и некоја статистика за нивните конечни оцени. Исто така и статистика за просечната оцена на целото одделение. Како што можете да видите, за секој ученик, според неговото име, има сите завршени работи во оваа табела, како што, например, оценување на цртежи, во овој пример, тест по математика, колку поени имаат тие и која тежина е во вкупната оцена. Дека имаме две задачи кои што овој ученик, кои што ова одделение требало да ги завршат, тие носат нели по 50% од целата вкупна оцена. И имаме вкупно некој просек за целото одделение. Доколку би имало повеќе ученици овде, би имало нели повеќе резултати. Истата ова евиденција не може да ја гледаат учениците, се додека вие не ги чекирате и ги публицирате јавно овие резултати, за да можат сите да ги гледаат. Во овој случај вие можете сами да си ги гледате и нели според тоа колку извршија задачите и колку поени имаат во просек, можете да си креирате и мислење, односно оцена за нив. Можете исто така оваа евиденција да си ја експортирате, односно да си ја снимете на вашиот компјутер во Excel файл, кликате експорт, чекате малку додека да се креира и си ја снимате на вашиот компјутер и можете да си ја потоа разгледате. Значи, исто до тоа, истото табела, само тука во Excel. Исто така можете да додадете некој нов критериум кој што нели ќе ви биде важен за конечното оценување. Еве, например, да речеме дополнителни активности и колку поени носат и дополнителни активности, дека носат 20, и од вкупната оцена, процентуално колку ќе зависи вкупната оцена од оваа активност, која ќе стави 10. И исто оваа активност ќе можете вие лично да ја оцените. Пример, оваа активност, да речеме, не може да се оцени со некој. Не е тест или не е некоја задача, задолжение, туку нели од ваша процена. Можете да си ја оцените со кликање на копчето на моривчето до таа активност и можете да си ставите оцена, например 5 поени од 20. Можете да забелешка да си пишете и така натаму. И имате оваа лента каде што можете нели да си гледате целата табела, доколку има повеќе резултати и да видите последната конечната ситуација кај ученикот. Одиме со алатката Members, односно членови. Во членови секако ќе ве пишува вас како администратор, наставник и учениците. Кај All има сите ученици заедно со вас, кои што се во ова одделение. Доколку кликнеме на Students или Guests, има само учениците и администратор, само администраторот, односно наставникот. Кај учениците имаме и опција за
Ако ќе кликнеме на ова копче, имаме да испратиме порака или да ги тргнеме, да ги избришеме од ова оделение. Можеме да им испратиме и приватна порака со наслов и со текстуален дел, или пак да прикачиме некој файл или од веќе прикачените фаилови да додадеме или некој линк.